Преминеме на книгата која што е дотична излезена скоро, за која што и Передневич, академикот зема активно учество, ја разгледа, ја прочита и даде свој мисли. Пред се темата е, значи, сличноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. Значи, овдека јас, сопругата, исто така тука имавме соработници, професор по историја Оливер Андоновски, Љупка Тасевска-Латич, она беше активно не влезена во тие, да кажем, црковни работи во разгледување на ранохристијанската апокрифа, а особена поддршка и ментор ми беше доктор по компаративна религија Михајло Јаковович на Украина моментално. Не можеше да дојде нити да присуства, но со време ќе и него да го донесеме, да даде он свое видување не само на книгата, туку и едно свое предавање, зашто е наистина, ќе видите, интересен дечко. Он брзо време напреднал со своје 27 години, веќе доцент, доктор по науки, али веќе има едно изобилие на книги, на истражувања, но сепак тоа стане за понатаму. Значи, поглавја што ги разгледавме се овие 12. Првото е верата на сите пратеници една, верување во Египет и Римска империја пред доаѓањето на Месијата, значи на Исус, политичката состава на Палестина и околината пред појавата на Месијата. Тоа е третата тема, Месијата и неговото семејство, Исус и догмите кои со време настанале и исчезнале, не се само некои што настанале, тука има и догми што исчезнале. Некои нови согледувања, извори на светите писма, рано христијанскиот период, подоцнежен историски развој на догмите, верски прописи и пракси на Божите пратеници и најавата на Мухамед во претходните објави. Ова е нормално со докази кои што човекот кој ќе ги види, ќе размисли дали е тоа така или не, но секој тоа ќе го постави сам да се размисли. Сведоци на вистината, пораката примена и Исус повторно ќе дојде. Исус е клучна личност во исламот и христијанството. За разлика од јудаизмот, знаеме дека тие го отфрлаат него, дека го сметаат како некој кој што не е, значи, достоен да биде ниту пророк, нити Божи пратеник, туку дека е прокламат и на крај тие биле и учесници. Јудејството, значи, учесници во неговото, значи, заменување од земјата, значи да не биде прифатен како оној спасител кој што дошол да ја спаси Римската империја од безбожништвото и атакот на безбожниците во тоа време. Во книгата Исус се разликува, значи се разгледува моралните одлики и чудата на Исус во Куранот и преданијата. Хадисите кои што многу христијани малку ги знаат, а кои што постојат. Значи имаме многу преданија за Исус, кои што се веродостојни, кои што се многу слични со рано христијанската апокрифа, а многу луѓе ги земаат, не ги користат, нити ги муслиманите дури не се запознаени со овие работи, а многу битни се. Затоа ги наведов голем дел од книгата, тоа го кажа. Исус не е Бог ни божествен, значи у исламот зборам. Тој е концепт и догма која исламот ја отфрла и нуди докази и од христијанските свети списи исто наоѓаме, значи докази кои што укажуваат дека ова е еден од мислењата, значи кој што може науката да се носи денеска и многу христолози денеска ова го потврдуваат и многу христијани се збунети околу прашање. Затоа да не биде дека ето сега ние сме против тоа што некој така верува, него работа да нудиме докази кои што секој треба да ги види и да размисли дали е тоа достојно за размислување или не. Значи не се извори кои што јас или некој ги измислил, туку научници кои што тоа го истражувале и го понудиле како одговор. Исус исто така не е еден од тројцата, се нудат докази дека концептот на тројство е подоцна внесено, тоа е познато многу, значи историчари го знаат дека 324 година Никејскиот консул бил пресуден за оваа работа. Историскиот Исус, значи онај Исус кој што науката денеска го познава преку кумранските списи, новозаветните апокрифи, кои што се денеска останати као докази и од исламот, нели? Пошто исламот имал традиција на пишување, запишување и тие што биле луѓе кои што живееле во тоа време запишувале какви биле христијаните тие 600 години као независен извор збора и извор на евреите кои што дал мислење свое, значи да не се гледа само чисто христијански аспект кога се збори твоето Исус, туку дали има и некој друг, некој непознат за нас. Значи овде преку кумранските списи го отвараме и ова прашање. Исус не е распнат, ова се копските списи, некои христијански истражувачи, меѓу Бартерман, Джералдир, кажуваат дека Исус бил привидение, не бил вистински распнат, туку наместо него бил некој друг, кој што бил оскрнавен на тој крст и потпора има во рано-христијанските, докетизам, назаренство, евионитизам и така натака, значи други движења кои што постоеле во тоа време и го негирале распнувањето како што го знаат христијаните денес. И ова го подкрепува оно Курано што го вели Бог дека тие само им се привиди.
Значи дека не бил вистински тој, туку дента или неколку дена или бил претходно, значи бил воздигнат, значи воздигнувањето е заедничка работа, веруваме дека тој е кај Бог, дека е заштитен, дека не бил доведен во ситуација да биде понижен, како што евреите очекувале, да биде проколнат и распнат на курс. Тоест, тоа очекувале евреите за да докажат дека нивната теорија е битна и ова го разгледуваме како таčno. Евионитите, назарените и некои други движења со слични верувања како и муслиманите неправедно се прогласени како секта од отците, бидејќи задржале дел од старозаветните обичаи и правила. Ова е многу битно зашто денеска сите го судува шеријат. Вика да тоа не постои, тоа е измислено, тоа е така. Значи ова постоело и било, значи у Стариот Завет е многу пожесток него денеска како што некој сака да го представи во ислам, значи тоа е нешто што Божјата објава останато и како ритуални обреди, нели денеска молитвата, обрежувањето, забраната на свинско место, казнувањето според старозаветни канон, значи сите тие работи постоеле за време на после Исус. Значи неговите наследници не го укинале тоа како некој што сака да каже, туку има повеќе движења кои што меѓу себе се развојувале различно и треба да бидеме свесни дека тие постоеле, да им дадеме факт на нив, да им дадеме легитимност, односно дека и тие постоеле. Како што и следбениците на Арија подоцна тврделе дека Исус не е Бог и божествен, тие били исто убивани и протерувани заради ова. Значи ова е нешто што се сокрива и што сакам низ оваа книга да го откријам, малце и да му дадеме значење. Битни личности поврзани со Исуса и Јован Крстителот, односно Јахја кај нас, Јахја, кој што е исто така и Дева Марија, односно Мерија, полубратот Јаков праведниот, тој бил главниот представник на Јерусалемската црква, а не Павле. Значи сите го сметаат дека Павле бил наследник, а никој не му дава значење на Јаков, кој што долго време до 70 година после, значи појавата на Исус, значи на по новото сметање на времето, значи он 70 години го водел тој храм. И таму бил активен член и бил активен кој што го водел христијанството тоа време. Него го нема нигде неговото движење, нигде освен некои назнаки во Новиот Завет што се спомнати каде што имало судери помеѓу, ќе видите на интересите помеѓу, колку ќе купите нормално книгата и разгледате, судери помеѓу следбениците на Павле, следбениците на Јаков, како и самиот Павле Јаков кој што се контрираат во Новиот Завет. Историјскиот развој, значи на монотеизмот, само ќе представам еден гантограм, еден процес на движење, кој што гледаме дека Исус во еден момент, значи имаме сегде едноштво и наедно се појавува туку тројството, како факт за христијанството, но исламот тоа го негира. Значи не може наедно како дошло до тоа развој, сега ние различни. Туку Мухамед исто така е носил таа работи, затоа ние го признаваме ова движење каде што сите пратеници имале една иста мисија, една иста порака и ова низ целата книга ќе видите дека прожнано, значи тоа убедување и тоа кое што исламот нормално го верува, го пропагира и ова е оно што треба и христијаните да го знаат. Значи да не се ние срамиме сега зошто вака веруваме, да знаеме зошто е така. Мухамед исто така најавата во Стариот и Новиот Завет, во Упанишадите и во други свети списи, и овај го имате значи книгата. Дали е Мухамед најавениот утешител? Ова е една расправа која што се води во книгата, која што ја разгледувам. Значи дали е тој Параклит, утешителот или Периклитос? Односно оној очекуваниот Ахмед, најавениот, односно оној кој што е бил оној кој што бил да кажам благословениот, оној кој што е најавен значи претходните списи дека ќе дојде. Како се објаснува контекстот на зборите и дали е можно значењето како што велат христијаните дека Параклит е Светиот Дух, односно Светиот Дух кој што се толкува. Како било мислењето на првите христијани, значи Светиот Дух викале дека не е личност или е лично или сметале поинаку. Значи ова сите мислења се наведени за да видите дека на крај дека ова мислење има потпора во Евангелието. Односот на христијанските кралеви кон Мухамед, значи етиопските христијански крал, копскиот, византискиот крал, како и христијанските делегации. Ова е многу битен сегмент. Значи тие луѓе христијани го дочекале Мухамед, го виделе. Дај да видиме како реагирале. Зошто ова не се разгледува? Зошто тие го прифатиле? На пример етиопскиот, тој бил крал на една Неджашија, на една цела империја и го прифатил, и го признал, и го прифатил исламот. Копскиот крал не го прифатил исламот, но му испратил многу подароци, многу добри односи имал со него, како и византискиот крал Херакле, кој не го негирал, туку напротив го прознал, Ираклиос, и тоа се едни сегменти што муслиманите не ги потенцираат, но битни се за да знаеме како е односот помеѓу ранните христијани, значи кои што били во тоа време, и исламот кој нормално
се проповедал јавно, значи како последна Божја објава. Односот на евионитите кон Мухамед. Значи имаме неколку евионити што се сретнале. Треба да знаеме за Варака ибн Нафл, тој е еден од луѓето што живееле христијани и тој само со тоа што го признал Мухамед го прифатил исламот. Зошто? Затоа што не верувал дека Исус е Бог. И ова е она што јас го разгледам во книгата. Некој не го размислил ова, но он е фактички бил евионит. Значи не морал да каже, нели, во исламот за да бидеш мораш да го негираш тоа. А он не го негирал, нити го потврдил, туку се знаело дека евионитите така верувале, дека тој е само Божи пратеник, кој што имал голема мог, кој што бил посебно најавен. Односот на Мухамед кон манастирите, кон Света Катерина, кон другите делегации, значи кога доаѓале тие делегации, денеска имате најстариот спис, може да го најдете у Свети Катерина на Синај. Тоа е и најстариот сочуван документ каде што имало некоја потврда, самите, значи, монаси, тој најдете на интернет, побарате, ќе видите дека тие го признаваат, значи, договорот што е 1000 и кусур години стар. Врз база на тој договор, ни еден копт, ни еден христијанин, ни една, значи, таму не биле напаѓани, не биле, ни данок дури не им бил назначен, значи, иако тој бил ред, значи, у тие држави да се назначат данок, манастирите, монасите биле сочувани од тоа. И сочувани биле нивните мислења. Дури кога се појавило, значи, знаете, може би средниот век, со појавата на Ренесансата, некои таму од мотив дека сакаат да го заштитат христијанството, фактички ги зеле тие списи, ги растуриле и денеска нема траг на нив. Некој ги продавал, ги купувал, а дурбил, нели, таму заштитен тој манастир, тоа не се случувало. Најавата, последна поглаве, најавата за повторното доаѓање на Исус, тоа е заедничко за двете религии. Исус доаѓа и ќе биде мир на земјата, тој ќе убие антихрист, односно оној кој што ќе биде против човештвото, против луѓето и оној крајното кој што ние како муслимани треба да го кажеме и христијаните да знаат дека заеднички веруваме у тоа доаѓање. Но битно е што и како Христос ќе дојде. Значи он ќе спроведува правда, ќе спроведува закон, дури викаат дивите животни нема да ги јадат обичните овие тревопасни животни. Значи секоја животно ќе биде у мир, затоа што ќе владее мир на светот. Ова и ние го чекаме. Овде имаме обраќање од Михаил Аркубович, кратко, за да остапа место на професор Ферид Мухич. Он е Украина, не можеше да дојде, па ќе го чуеме, ќе завршим се. Assalamu alaikum и добар ден на сите. Јас сум доктор Михајло Јакубовиќ, доцент на Универзитетот Острог Академија во Украина. Се занимавам со компаративна религија и историја на религија, како и со други активности и имам напишано неколку книги и имам направено неколку преводи, меѓу кои е и преводот на Куранот на украински јазик, кој доживеа илјадници примероци. Активно се занимавам со словенскиот јазик и преводите на религијска литература на словенски јазик. Како што знаете, ситуацијата во Украина не е добро и се обидов да најдам време да ви испратам краток видеоснимок во кој ќе ви образложам за книгата од Исус до Мухамед, која ја пратив од почеток на нејзиното пишување. Книгата која е представена на читателот е напишана за да одговори на многу важни прашања, класични и модерни. Не е за изненадување тоа што многу претходни книги со споредба помегу исламот и христијанството биле напишани од христијанска гледна точка, дури и во научните истражувања. Исламот е гледан низ призмата на христијанската религија и христијанското верување. За разлика од претходно споменати дела, книгата од Исус до Мухамед презентира еден сосема друг поглед на работите. Не е напишана за да се побие некоја друга религија, туку пред се да ја презентира вистината за раната религијска историја. Во почетокот на книгата авторите ја прикажуваат позадината на раното христијанството и се обидуваат да то реконструираат вистинско учење на Иса. Многу делови на книгата се посветени на личноста на Исус и на развојот на неговиот лик и во христијанството и во исламот. Денес кога ќе го споредиме коранскиот приказ на Исус со рано христијански извори, може да поронајдеме многу сличности. Например, коранска
та приказна за создавање тода птицата од глина. Она покажува дека Исус, неговиот ран живот, е голема исторска мистерија. Од Исус до Мохамед е единоставна, но многу информативна книга, која може да му користи на секој трагач на вистината. На христијанските читатели може да им прикаже еден поинаков поглед на нивните соодветствени извори. За муслиманските читатели може да им го отвори патот на повик кон вистината и да си следи таа вистината на најубав можен начин. За следбениците на другите религии и агностици оваа книга може да нагласи важноста на религиските студии и дека коренот на религијата ковата е вистинска покорност кон Бог. Не е овоземско, туку со небесно потекло. Проблемот со религиските војни и други врсти на конфликтите не се во религиите кои постојат, туку во политиките и другите земски фактори кои влијат врз животот на верниците. Во ова книга човек може да ја најде вистината за вистинскиот Исус и хармонијата која постои меѓу неговото учење и последниот Божи пратеник Мохамед, кој, како што е кажано во Стариот Завет, е сличен со Моисеј, повторени закони. Го молам се мокниот Бог да ги награди авторите на оваа дело за нивното големо залагање во служба на вистината, како и оние кои работеа на прегледот на ова издание. Цврсто верувам дека оваа книга е значаен чекор за продолжување на религиските студии на било кој поединец и четиво кој може да им користи на генерациите кои доагаат. Секој е добро и голем поздрав од Острог, Украина. Јас толку имав. Благодарам за вниманието на сите. Ќе остапам место сега на Петар Гинтич, академикот, значителен, гост овдека, кој што ќе каже збор за ова книга. To ne znam, dobro, može i da se sedi i da se stoji. Šalom i selam i mir so vas i dobar den, sve to toa se isti zborovi i značaj. Dok ona što Timur tako ubao da kaže u početku, da neka je Boži mir so vas, a to je vistinski mir, postojano smenije vo meniri. Na ruski, na primjer, svetot je mir. No, to je interesno, ne, vo toj mir nema mir. Особено сега и во тој дел кој зборува словенски јазици, Украина, Русија и така натаму. Меѓутоа, мирот е она што е наша задача. Мирот е завештание дадено до нас и тоа е она што ние треба да го следиме. На овие теми за кои така изможедно зборуваше досега Тимур, а потоа и академикот Јакубовиќ, исклучително млад, но исклучително концентриран и умен човек, како што можете да видите. Всушност нема многу што да се додаде. Јас ќе направам две не експертизи, од експертизата е извонредно направена во ова излагањево на Тимур. Може би еден вид по, така да кажем, филозофски, но и антрополог. Одбрана на религијата како антинаучна, ниту обвинување на науката како антирелигија. Таа е синтеза, сватете, тоа се два начини да го сватите она што е кажано. И затоа упатува преку тој ајет таму. И таму барајте и овде. Значи, поентата на оваа книга не е конфликт меѓу науката и религијата. Туку воздигнување на современиот човек до сознанието дека се она што му проширува знаење и свеста, всушност е во совршена хармонија, бидејќи доаѓа од совршено хармонична инстанца како што е Господ. И науката е исто толку легитимна како и верата, и тие не се во спротивност. Тамо каде што се во спротивност, тоа мора да е, ако не е автентична религијата, некој искриво контување, за тоа има исто така многу основи. Но значи поентата е синтеза на науката и на религијата на ниво на човечкото запознавање на себе и на Создателот. Во рамките на светот кој му е даден од непосредната реалност до безкрајните пространство на Вселената. Втората книга исто така не е конфликтна.
bi možela da se vidi, no mislim дека Timur izvanredno precizno go istakne to, дека ta knjiga ne pobiva nešto, ne je celta, ne je nasočena antagonistički kao niti jedna religija, niti stimuliranje na antagonizmat među nekoj od religije. Naprotiv, ta knjiga sušnost tako da je pokaže jedna izvorna, autentična srodnost i drugi bi rekao edinstvo na onije poraki koji gi prenesuvat, i сега тук će napravim jedan komentar malo podnosno, no onije koji se zadodreni da ja prenesa ta poraka. Najčesto za tije se koristi termin od proroci, Božji prorok. Ja se komentiram сега тоа, но веднаш да ставам од каде идејата дека сите тие пренесуваат без оглед од која религија доаѓаат една и иста порака. Тоа што е само еден Бог. Во сите религии е само еден Бог. Ниједна религија не вели постојат два Бога, ама нашиот е вистински. Од овие монотеистички религии нема така. Во политеистички има. Нашиот е појак од вашиот. Меѓутоа, во автентично сваќање, христијанин, евреј или муслиман нема да каже исламскиот или христијанскиот Бог е појак од еврејскиот или еврејскиот е послаб христијанскиот, ама појак од исламскиот и така натаму. Не, има само еден Бог. Затоа не е чудно како тоа сите оние кои ја пренесуваат таа порака да всушност пренесуваат иста порака. Таа порака има три степени. Но кој е оно што ја пренесува, да се вратиме кон оној јазички, така да кажем, деликатен момент. Јас го одбегнувам, меѓу нас кажано, но и реално, го одбегнувам поимот пророк. Да пророкува значи да предвидуваш. Пророкување е всушност и забрането, експлиците во сите три религии. Не фрлајте стрелки, не гледајте ова, она, тоа е Божја работа. Како би може тогаш светите луѓе да бидат оние кои прават нешто што е забрането? Како би може да бидат пророци? Они не пророкуваат. Например, во македонскиот мене ми се чини сосема легитимно да се каже и посланик, иако упатува на она као пратен. Меѓутоа, видите, во македонски постои суверен посланик. Тие го пренесуваат посланието, па се посланици. Во англискиот исто така често го користат и многу стручни лица и научници, профет. Профет Jesus, ако не се христијани, ако се, тогаш е он God, Господ. Но профет Мухамед, пророк, не се пророци. Особено Мухамед, или ако за Исус прифатите дека бил Божи посланик, имал послание, автентично Божие и бил многу важен пратеник, посланик, како сакате, тогаш ќе видите дека поимот на пророкување всушност на нив не се однесува. Значи, во англискиот се користи и messenger, God's messenger, оној кој ја пренесува Божјата порака. Може и така, но затоа само да ви кажам зошто јас инаку го одбегнувам и сега нема да го користам поимот пророци. Тие не се пророци, тие ете нека бидат носители на добрата вест, нека бидат гласници Божји, ете, од она месија, Божји гласници. Ако сметате дека во македонскиот посланик би бил проблем од она пратеник, а пратеник би се мешало со политичката димензија. Но ете нека бидат Божји вестници, гласници. Идејата дека сите тие пренесуваат една иста порака е многу стара. Овде беа спомнати Упанишадите, постои во индиската традиција, во сите нивни разновидни, ние велиме индиска филозофија, индиска религија. Тоа се стотици филозофски школи и десетици религиозни традиции. Индија е континент со 1.200 милиони луѓе. Во сите тие традиции ќе видите дека се повторува оди кај сакаш, прашувај кого сакаш, размисли како сакаш и ќе видиш Бог е само еден. Тоа е интересно сознание дури во правците кои воопшто немат многу други допирни точки со монотеизмот. Токму вака иде. Оди кај сакаш, прави што сакаш, провери кај сакаш, размисли колку сакаш и ќе видиш. Бог е само еден. Сега ако е Бог еден, многу е легитимна и како да кажам, на вистина
humanistički inspirirana idejata da se pokaže to izvorno jedinstvo. Ne da se konfrontirate religiji. Zašto bi rekao, ljubav ta je večna sve do deka traje tamo ona smisla. Točno pak u ista ta ova smisla. Jedna kontinuirana, neprekinata, ništa beskrajnata Božja milost zrači od cita ovije poslanije. Da li je to Tora, stari od zavet, da li je to novi od zavet, da li je to Kuran Kerim. Vi će vidite neka se sušnost identični ti osnovni izvorišta. Pogledajte samo jedan primjer. Abraham, evrejski. Avram, hristijanski. Ibrahim, muslimanski poslanik. Jedna ista ličnost. Izvorot na site tri religije. Isti. Golem, duh i identitet na čoveka pod jedno isto ime koje ima samo ovije transpoziciji jazički i kulturološki u ovije tri religije. Abraham, Avram, Ibrahim. I tu ako pogledate nevoljen život, toj sušnost ima jedno dete koje potova odi so majkamu i taka nastanula nevi so Ismail, Hadžar i taka nastanula Ismailitite ili muslimanite i vodata zem i taka natom da ne vraćam na to, koja je od njegov dom otidena, no od njegov je deteto roden. On mu je tako, kako što je tako na Isak, roden so Sara, to se dvajca braća so isto tako. Znat, isto tako, to je situacija koja u čovečki život je dosta česta. Da imate deca koji imate jedan isto tako, tije smetane za braća. I u ova ista smisla ova knjiga pokazala jedinstvo to na ona izvorno shvaćanje. Ta ne napadja nikoga. Ono što je mnogo važno i što je odlična, prekrasna ta poraka na mladi akademik Jakubović da vidofne, to je i poentata deka ova knjiga je mnogo informativna. Sve je argumentirano. Ima navodi, ne bendi sa mnogo i pristapot na timu, vidite i razmislite. To je ne nametnula ništa. Nema imposing pressure, ne, ono što bi se kažalo nametnuvanje, pritisak na ne. To je veliko, čitajte i vidite. No neće najdete, što je mnogo uvao, ni jedan zbor na vredljiv, ni jedan zbor na diskvalifikacija. Izlaganje na izvorite, u koji ovoj poslanik ili Božji glasnik dokažuva vaka i se pokažuva ključna ta poenta na knjigata od početka kod naglasena mnogo silno porakata, sušnost koja prenesuvati jedno isto. I treba da se vidi deka religijite ne se izvor na konfrontaciji vo sovremenije sve, deka prikaznata na Huntington za suvirok na civilizaciji, te kako hristijanstvo to i islam, te sušnost politička poraka. Ne poraka proizvezena od duhotna religijata koja je jedna bi neki proizlegova od jedan Bog i koja ima svoj stepen. Stari od zavet je prikazna za pripitomuvanje i smiruvanje so silama ljudi. To ima gradovi koji su uništeni. Sodoma i Gomora ima kazni, ima potop. Novi od zavet je poraka za milosta. Sega vi divi, koja se pripitomite, naučite da se sakate. To je poraka za ljubav. A svega od kako ste se vi divite smirile, od kako oni koji ne može da se smirati ne saka beja kazneti, vam na koji mi ukažat milost i koga naučite da se ljubite, svega učete. To je porakata na islamu. Učete. No ta je poraka na sita. Ista, postojano na jedan ist, kontinuiran, da kažem, demografski, antropološki kvalitet na čoveštvo. Prvo bevte vaka, pa ve napravite vaki. Potom koja ve naučim da sakate i koga razbrate, deka je ljubavta večna de facto i deka ne prekinuva nikoga šturi koja će kaže mi da te završila, ne završila. Sega vi velam, a sega učete. Oti Kuranu počela točno što to. Prvi odbor je vidi čovek, discipliniraj se, zbor je sakaj drugite ljudi, kako to saka sami, treti odbor od koga naučite da se sakate. Svega iskoristite ona što je Božja ta milost u vas umot, učete, naučete, beskrajno je ona što treba da ga naučite i beskrajno dobrinata na onoj koji vi go dadete. I blagodarim. Благодарам на